Значи премиерот со овој договор ќе поднесе оставка во јануари. Не е вистина, не е вистина дека ќе поднесе оставка. Така речено на пресконференција. Не, вие погрешно сте сватиле неговата изјава на пресконференцијата. А договорот колку што јас го толкував и го слушнав дека тама некаде јануар месец 100 дена пред изборите дека всушност владата ќе води членот ВМРО ДПМНЕ кој не бил инволвиран, тоест не е бил инволвиран. Не е спомнато неговото име и во каква било негативна конотација и така натаму. Така што тоа е всушност овој договор е победа на премиерот Груевски, победа на ВМРО ДПМНЕ. ВМРО ДПМНЕ победува и пак ја победува. Тоа е нормално. Добро, ама премиерот изјавуваше дека нема да дозволи оставка и нема да дозволи СДСМ да влезе во владата со своји министри, а сепак со овој договор се предвидува двајца министри на СДСМ, а тројца заменици министри на СДСМ. Мислите двајца министри на СДСМ? За МВР и за труд и социјална Не, вие прочитате го договорот како што е во целост и ќе видите дека не е висина тоа што го кажа. Како толкувате тоа со министри? Министрите од ВМРО ДПМНЕ ќе продолжат да си работат. Нема никакви оставки. Тоа е тоа.